Што мислиш за дивењето по улиците на Скопје? Па не е во ред. Не е во ред. Дали досега сте седнале да возите без возачка дозвола? Не, не. Без возачка и под дејство на алкохол не. Дали си возач? Да, возаш сум. Дали досега си возел без возачка дозвола? Фала Богу не. Што мислиш за дивењето низ градот со возилата? Па не е убаво, фала Богу. И треба да се сопре. Дали досега сте возеле без возачка дозвола? Не, до сега не верувам, да. Што мислите за дивењето по улиците на Скопје? Па не треба да се дозволи, пошто стварно ова е и за безбедноста, и за децата, и сите што преминуваат, поготово и за младите без возачка, треба тоа да се спречи. Па пред се возачите треба да имаат сообраќајна култура. Секако да се почитуваат сите сообраќајни знаци и најважно од се да имаат совест, етично однесување и секој кој што соодветно на ова што го напоменав не се однесува, треба веројатно повишоките инстанци да имаат со нив соодветни мерки како би им укажале или казниле зависно од сторената грешка. Ова е катастрофа што се случува во градот. Дали вие сте возач? Да, Досега сте седнале да возите без возачка дозвола? никогаш. А Од користите? своја 18 година возам кола. Сум имала сообраќајни незгоди и тоа не по моја вина, него од другата страна. Дури до таму се одело да соодветниот возач кој што ме удри, и едниот и другиот, две сообраќајки сум имала, беа изјавиле па и да те утепав што можам. Значи, пред се, тој што седнува над волан треба да има морал, треба да има етика и треба да има совест, да е човек. Секој кој што не соодветствува на овие критериуми, не треба да седнуваат зад волан. Дали сте возач? Да, Дали досега сте возеле без возачка дозвола? сум јас чак и професионалец бев во комисија за возачки дозволи и инструктор цел живот на тоа ми беше посвет. Што мислите за дивењето по улиците на Скопје? Ова е несфатливо за 21 век, несфатливо, наместо да одиме напред со културата, ние спротивно. Во моје време имаше некој ред, некоја култура и така натаму. Сега ова е лудило, едноставно јас во кола во неопходни ситуации само седнам. Се друго велосипед и градски автобус. Што мислите всушност за дивењето по улиците на Скопје? Страшно, значи катастрофа. Еве јас да речем имам проблем со очите. Со страф одам, а мораш. И тоа е тоа, многу лошо. Од ова пострашно, веќе полошо не може да биде. А дали Жал ми е што е така. Значи колку дечиња млади отидоа. Значи солзи ми дат, мислам. Жал ми е. дали досега си возела без возачка дозвола? Не. Не. Не ни планирам некогаш да возам без возачка дозвола. Што мислиш за дивењето низ скопските улици со возилата? Мислам дека стана многу сериозно во последниве години, со тоа што изгубивме многу деца низ нашите улици, вклучително и Фросина, која што е од истиот град кој што јас доаѓам. Реално е многу огромна болка да гледаме како толку млади животи изгаснуваат, затоа што системот не функционира, немаме правилни вредности и мислам дека е време за драматични, драстични промени.